بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. ثم أما بعد. Zahvalnost во секоја една пригода, прилика му припади само на Аллах Джелешану, затоа што само Аллах Джелешану е достоен да му се прави фала. Салавату селамот, мирот и спасот нека биде на нашиот пегамбер Мухамед салаллаху алейхи ва селем, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Пред да почнеме со денешната тема што имаме за зборување, ќе кажам неколку збора во почеток. Сите се прашуваме која е разликата помеѓу нас и тие први генерации селев. Што е разликата помеѓу нас и ними? Зошто ние сме запамнати во ваква состојба? Зошто биле тие во таква состојба? Што е разликава? Одма некој ќе речи, тие биле луѓе што пред многу ибадет, кланен ноќен намаз, пред многу дуа. Тама? Едно од тие нешта е те. Многу далеле зекат, многу далеле садака. Се бореле за овај дин. Све те е вред. Али едно нешто е таа разлика помеѓу ними и нас. Аллах Джелешану во Куран вели: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. И тие велит не го величат на Аллах Джелешану онака како треба да се величат. Ние денеска не го даваме онај степен на Аллах Джелешану кој треба да го имат Аллах Джелешану во животот на еден верник. Денеска ние живееме како никој на нас да не прати, како никој да нас не внимава на наши постапки, како никој на нас да не ни ги запишви наши дела. Ова е разликата. Селев не живее овака. Селев се плашеле од Аллах Джелешану. Знаеле дека во секој еден момент Аллах Джелешану ги проматрат на ними. Ги гледа нивни постапки, нивни дела, нивни говор, тоа што криет во срца. За разлика од нас денеска што ние заборавивме на ова нешто, на ова својство кој го има Аллах Джелешану дека не проматрат на нас. Физички и во наше срце. Што работаме, што скриеме во срце, во глава, све ова го проматрат Аллах Джелешану. Не му го даваме, не го величиме на Аллах Джелешану онака како треба. И затоа е наша состојба. Сме заборавиле на многу аети, сме заборавиле на многу својства кои ги поседуваат Аллах Джелешану. Вете Аллах Джелешану: وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. И ке Аллах Джелешану се клучовите на тајните. لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. И никој не го знае тајното, гајбот, освен Аллах. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. И Аллах Джелешану знае што е во копно и што е во вода. Све што е во копно, Аллах Джелешану знае за неа. Све што се случува во копно и све што се случува во животински свет, во вода, све што е во вода, Аллах Джелешану знае за тие нешта. Немој ништо да му марни на Аллах Джелешану. А ние правиме некои постапки како никој да не гледа. Забораваме дека Аллах Джелешану не гледа. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. И не падва еден лист од дрво без Аллах да знае за тие нешта. Аллах знае за секој еден лист што падва. Колку листја денеска падват, све ова Аллах Джелешану го знае. А ја и ти мислиме дека некои дела што ги правиме, никој не ги знае тие дела. Ова е таа разлика меѓу нас и селев. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. И Аллах Джелешану знае за секој едно семе, за секоја една семенка што е во темнината на земјата. Што е под земја за секоја една семенка, знаете Аллах Джелешану.
Wala ratbin, wala jabisin. I sve što je vlažno i suvo, Allah Đelešanu znaj za te nešto. Illa fi kitabin mubin. I sve ova evo jasna knjiga zapišana. Svi ove nešto Allah Đelešanu gi znaj. Nemojte se skrije ništa. Ova je razlikata među nas i sebe. Što mi mislime neka mojme da skrijeme nešto od Allah Đelešanu. Što nemame kontrola, što nemame koncentracija na Allah Đelešanu. I ako go nemame ova, nego veličime onaka kako trebi na Allah Đelešanu. Ne mu go davame onaj stepen na Allah Đelešanu koji trebi da mu go dajme. Велите Allah Đelešanu продължи. Ние заборавихме на кирамен катибин, наши племенити писари. На наша лева страна той мелек што е задължен да ги запиши наши лоши дела. На десна страна той што е задължен да ги запиши наши добри дела. 24 сати се со тебе, не мърдат от тебе и от мене. Заборавихме на Allah Đelešanu вели: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. И над вас бдеят чувари. Кирамен катиби. Бдеят тие над вас. Кирамен катиби, племенити писари. Я'лемуна ма тефалун. И тие знаят и бележат што вие правите. Све. Вете Allah продължи во другия аят. Ма ялфаду мин каулин. И нема човек да каже еден збор. Каков било збор? Илла ледейхи ракибун атид. А да немат ке него, значи нема човек да каже каков бил збор, а да немат ке него еден што бден на него тие мелеки и да него запише тој збор. Секој еден збор, све, од саба или од саба кога станеш пар збора кој ти е бисмиле, се пише бисмиле. И све што ќе кажеш додека леми, све е запишано. Добро или лошо. Тој мунафик, ова, све е запишано. Добро, субханалlah, алхамдулилlah, све е запишано. Све е Allah, ова е запишано. Ке мене и ке тебе. Продължи Allah Đelešanu. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. И во тој ден во кој земјата ќе ги кажуваат вестите, нештата. Зашто Господарот и нареди така. Ибн Абас велит, ден во кој земјата ќе ги кажуваат вестите. За мене и за тебе, за секој еден инсан, земјата ќе биде шахид, сведок во суден ден, ќе зборуват. Ја Аллах, во тој ден, Ибн Абас вака тефсир прави. Ја Аллах, во тој ден, филан и филан беше на ова место и направи добро дело, или направи лошо дело. Све, ќе зборува земјата во суден ден. Ќе ја кажем нејзините вести, Ибн Абас велет, добро и лошо што направил човек во секој едно парче земја, ќе зборува таа против него или за него. И не само ова е. Уште пострашно од ова. Наши сведоци ќе бидат наши делови од наше тело. Вете Allah Đelešanu, хатта ида маджа уха. И кога ќе се доближат тие до огнот и ќе сакат да негире дека направиле ова, дека направиле ова, кога ќе се доближи тогаш и ќе сакат да негире. Шахида алейхим сам'ухум. И против нив ќе сведочи нивните очи. Allah вели, че сведоше нивните очи против нив. Че Allah гледаше во харам, преше ова, преше ова, неговите очи. Че сведоше против мене и тебе. Ва абсарухум. Яни, нивните очи и нивните уши после. Нивните уши че Allah, тој слушаше ова, тој слушаше ова, тој преше ова, тој преше она. Све че сведоше против нас. Ва джулудухум. И нивната кожа. И кожата ќе сведочи против нас или за нас. Ќе сведочи тоа. Бима кану јамелу, за тоа што го тие работае. Све ова ќе сведочи против нас. Наши очи, наши уши и наша кожа ќе сведочи против нас. Нема спас. Немој никој да се скрие од ова нешто. Твојата уста, зашто многу зборуваат и многу лажи, ќе ви затворени. Наши очи, уши и кожа ќе зборуваат против нас. И кога ќе слушне тие, и кога ќе слушниме ја, ти, секој еден. И веќе Allah продолжи велит, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ. И ќе им речем на нивните кожи. Лима шехидтум алейна. Зошто сведочите против нас? Ќе му речем на очите, на ушите и на нивна кожа. Зошто сведочите против нас? قَالُوا أَنْتَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Направи да зборуваме онај кој што му дава говор на секој едно нешто.
На секој едно нешто што му дава говор, тој не направи на нас да зборуваме ова за вас или против вас. Затоа ова е разликата меѓу нас и селев. Тие имае свест на Аллах Желешану дека ги гледат, дека ги проматрат, дека ги прати. Имае свест на кирамен катибин, имае свест на овие ајати дека во суден ден земјата ќе сведочи против нас. Очите, ушите, раците, нозете, нашата кожа ќе сведочи против нас или за нас. Затоа е момент кога треба да се свестиме, да направиме една контрола, да направиме една веза спрема Аллах Желешану, да го величаме Аллах Желешану онака како треба да го величаме. Да му дајме право величање на Аллах Желешану. Продолжуваме со дерсот што денеска сакав да зборувам. Пегамбер алейхи селам му даде голема важност, многу голема важност на младината од овој умет. На шебабите, на младичите од сахаби. Специјално внимаваше на ними. Му даваше голема посветеност на ними, за разлика денеска од нас, што не внимаваме на ними, не му даваме вредност. Види, еден податок. Ашера му беше бил дженне. 10 што се обрадовани со дженне. Просек на нивна годишна возраст, просекот овие 10 кога биле обавестени, просекот е 22 години. Просекот биле 22 годишни момчиња. Денеска ми е ова шејтан. Мислиме дека за овој ден можеме да направиме само ако остариме. Ако побели наша брада. Ако имаме бастун во рака, тога си искусен, тога си таму, тога можеш да направиш нешто за овој ден. Тога ништо не можеш да направиш. Ништо не можеш да направиш тога. Види, Уарака ибн Науфел, кога дојде пегамбер алейхиссалам со Хадиџа кај него, беше еден роднина. Кога му каже за посланството, рече: само кога би бил млад, да те бранам кога твој народ ќе те бркат од ова место. Кога би бил млад, тој беше стар. Имаше дин на Ибрахим алейхиссалам, тама макида имаше, ама стар беше, не може. Тој се пресели после ова. Ама рече кога би бил млад. Зошто пегамбер алейхиссалам во почеток на Даве многу му даде важност на младите. Многу вложи труд во младината. Види, 3 големи причини. Број 1. Дека овие млади, додека се млади, во време на пегамбер алейхиссалам и денеска, нивни срца не се извалкани со ширкој. Како што вели улема за време на пегамбер алейхиссалам, нивни срца не беа наполнати со тие кипови лак уз замена. Беа чисти од ова верување. Нема адет ке ними. Не го поштоваа адето зашто беа млади. Нивни адет. И не ги следе на нивни стари. Беа слободни во нивно верување. Ова беше број 1 причина зашто пегамбер алейхиссалам вложи многу труд во овие млади. Како и ние денеска треба да вложиме многу труд во овие млади. Втора причина, тие и денеска и во тоа време младите се спремни секоја една нова работа да ја прифатат. Све што е нешто ново да го прифатат. Ова е колку позитивно, толку и негативно. Зошто мој да западне во некои новитети што не се вред. Мој да западне во дрога, во разни глупости. Ама ако ти го земаш твое дете, тие млади наши деца, ако ги земаме и ги поучиме во ден, тие се спремни да го прифатат тие нешто. И се чисти, нема ништо валкано во ниве. И трето што е многу битно, пегамбер алейхиссалам зашто вложи таков труд со овие деца, со овие сахаби кои беа млади, тие беа спремни сета енергија да ја вложат за тоа нешто. Сиот нивни џуд, труд, енергија, све што има е да го вложат за тоа нешто. Беа спремни. Ништо не жалеа. И денеска ти, може би, ако не бе добар, некој што ќе му даде насиха, може да греши. Али треба да му завидвиш на нивна енергичност, на нивна пожртвуваност. Треба да му завидвиш. Ти чекаш да се направи старец со блед бела брада, за да почнеш да правиш нешто за овој ден. Да имаш бастун, да се направиш 80 годишен за да можеш да направиш нешто. Грешка. Кога имаш толку години само кревет за тебе, друго ништо. Не можеш ништо да правиш ти. Ова го докаже сахаби, пегамбер алейхиссалам го докаже, го знаеше ова нешто. И вложи многу труд на овие нешто. Во почеток на Даве, кога почна Даве во Мекка,
Пегамбер Алейхиссалам почна со тајно давање во почеток. Се бараше кујша каде ќе се прави ова давање. Се избра кујша Аркам ибн Абил Аркам. Овој младиш, само 16 години имаше овој младиш. 16 години негова кујша база на таухидот. База на ислам. Во ова исто време Ебу Джехел ја уби на Сумеја, првиот шехид во ислам. Првиот шехид во ислам ја уби Ебу Джехел на Сумеја. Во исто време овој младиш дозволи негова куќа да биде база за ислам. 16 години сам. Гледај, овој беше од племето Бену Махзум. Бену Махзум најголем непријател на Бену Хашим, на пегамбер алейхиссалам. Водиш на ова Бену Махзум Ебу Джехел. Замисли. Водиш на ова племе од кое беше Аркам ибн Абил Аркам, беше Ебу Джехел. Замисли, овој младиш знаеше, ако научите Ебу Джехел, негов живот во опасност. Живот на негова фамилија во опасност, зашто вчера уби невина жена. Првиот шехид во ислам. Али овој младиш беше спреман да го поднесе тоа нешто. Го вложи све што имаше. Пегамбер алейхиссалам знаеше за овој младиш. Пегамбер алейхиссалам во многу хадиси зборуваше за важноста на младишите, за важноста на младината. Некој од ними. Пегамбер алейхиссалам во еден долг хадис вели да искористите 5 нешта пред да дојдат 5 други нешта. Ова е општо за секој еден младиш. Од теа беше искористете младоста пред да дојде староста. Не обратно како мислиме ние денеска. Потрошија младоста за да искористи староста. Не. Искористија младоста пред да дојде староста. Пред да не можеш да се мрдаш. Пред да не можеш да дојдеш во џамија. Пред да не можеш да правиш руку сеџде. Пред да не можеш да направиш ништо. Искористија младоста. Пегамбер сам вели, луѓето се скратени од два благодети. Здравје и слободно време. А најповеќе ова го име младите. Во основа сите се здрави и сите име слободно време. Многу од ними не се женати, многу од ними име слободно време многу има кој да се грижи за ними, име слободно време кое треба да го вложат во овој дин. Да го вложат во учење на овој дин. Али ние денес ова не го гледаме. Не ги поттиквиме наши млади со ова нешто. Не му даваме време на наши млади. Пегамбер сам продолжи во некој општо хадиси за младите вели, во суден ден човекот нема да се помести од местото дека не биде прашан за 4 работи. Две од тие битни работи, животот во што го потрошил и младоста во што е искористил. Не староста во што е искористил, младоста во што е искористил и животот како го потрошил, како го поминал. Нема да се мрни во суден ден човек без овие 4 после продолжи богатството и некои други работи. Али овие две работи нема да биш мрна. И други хадиси. Пегамбер сам вели, во суден ден нема сенка освен Аллаховата сенка. И по таа сенка ќе биде 7 групи на луѓе. Една од тие младиш кој е негово срце врзано за џамии, кој е врзано за ибадет, кој е врзано со Аллах Желешану. Овај младиш ќе има сенка во суден ден кога сонцето ќе биде многу ниско над главите во суден ден. Овој младиш ќе биде тој. Немој да чекаш да ми стари, за да правиш ибадет, за да се врзи за џамија, за да се врзи за ибадет на Аллах Желешану. Немој да чекаш. Нема за стари. Има други вредности после за стари. Али големите вредности се за младиш. Пегамбер алейхиссалам вложеше многу од негово време за со тие мали деца. Мали, поголеми, младиши, 15-16 години, а и помали од тој. Како ние денеска мислиме дека ова е безвредно, дека џаба, не што да му збориш што е мал. Не е мал. Ја и ти мислиме дека сме мали. И затоа го гледаме него уште помал од нас. Не треба така да се гледа тој млади на овој ислам. Таа е машинерија на овој ислам. Таа е која ќе го движи ислам, баракот на ислам во иднина. Без ними ништо нема. Без да имаме здрава младина нема ништо. Некој од советите кој му ги даде хаса, специјално на некој од сахаби пегамбер алейхиссалам, се вели еден ден пегамбер алейхиссалам го сретна на Абдулла ибн Омер, синот од Омер, Абдулла, беше многу млад. Му рече: "Ја Абдулла, каков младиш добар си ти, уште кога би клајнал ноќен намаз."
Каков совет? Защо вели мухаддиси? Ова му го даде од неколку причини. Го знаеше пегамберот сам него. Знаеше негова состојба. Знаеше како се понашат со сахаби, со пегамберот сам, тој беше многу млад, 15, 14 години. Синови сахаби што ќе зборуваме и тие случаи што се под 20 години, под 18, под 17 години. Пегамберот сам со ова му даде до знаење дека некви карактеристики, некви особини кои се надвор, кога е во џамија, кога е со сахаби, морат да бидат истите и дома кога е со негова фамилија, или кога е сам, само со Аллах Джелешану. Хафса, ради Аллаху анха, уммул муъминин, жена од пегамбер алейхиссалам, сестра од Абдулла ибн Омер, Хафса, вели пренеси после период, после време, вели, мој брат Абдулла, после ова кога му го рече пегамбер алейхиссалам, само многу мал дел во ноќта спиеше. Многу мало, кратко, цела вечер поминуваше во ибадет. И постана еден од најучените сахаби, еден од улема на сахаби. Бе неколку од улема на сахаби, 4 или 5 што се познат улема. Овој беше еден од ними. Хаса специјално за фик. Негов збор, негово мислење се ред пред сите мислења. Само со еден збор на пегамбер алейхиссалам, ова му користеше за цел негов живот. Други сахаби. Абдулла, Муаз ибн Џебел. Муаз ибн Џебел, младиш, многу млад. Пегамбер алейхиссалам го виде еден ден и му рече: "Ја Муаз, те сакам во име на Аллах Джелешану." Колка работа е да му речеш: "Те сакам во име на Аллах Джелешану." Кој му рече пегамбер алейхиссалам? Не можеше да го заборави Муаз ибн Џебел ова цел негов живот. И наши млади, тие што се вртат околу нас, сакат некојаш да му дајме пажна, важност. Да му кажеме дека ве сакаме, дека сме со вас. Сакате, природно е тоа да го сака човек, Тој гледа во тебе пример, ние не гледаме како тие гледат во нас. Тие гледат во нас многу високо. И треба да му даеш важност, како пегамбер алейхиссалам на Муаз ибн Џебел. После еден период му рече: "Нема човек како Муаз ибн Џебел што позинат халал и харам." Ова е најдобриот што ги позинат харам и халал. Али пегамберот само го спремеше за нешто друго, Го спремеше за поголемо нешто добро. За поголемо нешто дојде зборови. По еден период го избра и го пушти како амбасадор. Го пушти како даведчија во Јемен. И му кажа која е негова мисија, го пушти во Јемен. Во непознати луѓе, во непозната земја, со непознати народи, со непознати вери, да го пренеси тоа ислам. И го пренесе таму тамам како пегамберот сам му нареди. Кога отиде околу 18 години имаше. Ова се случи на 15 години кога му изборуваше зборови пегамбер алейхиссалам. А ние не му даваме важност на деца. Нова младина. Валај тие може да напред дела што ние само ги сонвиме. Само што зборуваме за нив. Ова се случи со сахабијани, овие млади сахабијани. Али ибн Аби Талиб. Пред да добијат посланство пегамбер алейхиссалам, фати голем глад во Мекка. Пегамбер алейхиссалам отиде ке Аббас, ке негов аџо. И му рече да ојме ке Абу Талиб, негов аџо, брат од Аббас. Му рече да земаме некои од негови деца, да ги храниме ми, да се грижиме за ними, зашто имаше многу деца, за да му олесниме на нему. Пегамбер алейхиссалам не му го заборави тоа кога беше јетим, кога беше мал и кога го зеде негов аџо Абу Талиб во негова закрила, не го заборави ова. Отиде таму и го зеде на Али, а Абас го зеде на Џафер ибн Абу Талиб, брат од Али, брашеди од пегамбер алейхиссалам. Ги зедве и Али растеше во куќа на пегамбер алейхиссалам пред посланство. Го одгоја пегамбер алейхиссалам. Младо дете, мало. Кога имаше околу 13-14 години во време на хиџра, кога беше пегамбер алейхиссалам хиџра. Пегамбер алейхиссалам доби наредба од Аллах Джелешану да прави хиџра. Пегамбер алейхиссалам, како што беше познат, емин, поверлив, доверлив. Му оставаа иако го војуваја, му оставаа богатство кога патуваа некој од Куреши, зашто беше доверлив. Знаеа. Му рече пегамбер алейхиссалам на Али ради Аллаху ан: "Ја Али, седи овдека во моја куќа, во мој кревет. Ова богатство ќе му вратиш на филан, ова на филан, ова на фулан." Али ради Аллаху анху знаеше што го чека. Куреш во Дарул Недве во куќата на консултација одлучија да го убие на пегамбер алейхиссалам во ова вечер. Али го знаеше ова.
13 години. Рече, ако пегамбер алейхиссалам ти ми наредиш, аз съм спремен. Знаеше, имаше јекин дека ќе го врати това богатство. Дека нема да загине. Јекин имаше. Зашто пегамбер само рече, ќе го вратиш ова утре, на филан, на фулан, на филан. Седна, легна во негов кревет, иако знаеше дека се спремет саби за во тој кревет. Ама го одбива пегамбер алейхиссалам. Му даде важност пегамбер алейхиссалам. И ова беше првиот од децата што прима ислам. И првиот меѓу неколку што прима ислам Али радијаллаху. Зашто беше одгоен така. Нема битка во која беше Али радијаллаху ан, а да нема некоја специјалност направена во таа битка. Абдулла ибн Абас се вели дека пегамбер сам го кажува. Абдулла ибн Абас, син од Абас. На 10 годишна возраст, кога имаше 10 години, Абдулла ибн Абас. Пегамбер му кажа некои зборови, што денеска, кога би го читал овој хадис, ќе се чудиш. Како е можно 10 години да имат, а да го разбери овој збор? Слушај, вели пегамбер ја големо дете, о младичу. Ми рече, пренеси Абдулла ибн Абас. О младичу, ќе те научам некои зборови. Прими ги од мене овие зборови. Чувај го Аллах, тој ќе те чува тебе. Чувај го на Аллах, ќе го најдеш пред тебе. Внимавај на Аллах, ќе го најдеш пред тебе. Ако бараш од некого, барај од Аллах. Ако бараш заштита, барај само од Аллах заштита. Да се собери вели сиот инсан, цел уммен, за да ти наштети, на тебе ништо нема да ти наштети, освен она што го пропишал Аллах Джелешану. Да се собери целиот уммен, да ти дај некоја корист, ништо немој да ти користи, освен она што го одредил Аллах Джелешану, и вели, калемите се кренати, листовите се исушени. На 10 годишна возраст. Аллах пегамбер само го рече ова на Абас. Ова дете, после ова стана море на знаење. Мастило на овај умме се нарече овај. Мастило на овај умме. Абдулла ибн Абас на 10 годишна возраст. И затоа немој да му зборуваш ти на 10, 15, 20 годишно дете како да игра со него. Улема вели да зборуваш ти со него како некој стар човек. Со неи речити твои зборови што имаш да ги употребиш. Не да се распра со него како со некој бебе. Него најречити зборови. Како некој тие денес како му ми кажува некој браќа дека му рекол тој некој шеј во филан место, од кога дојде таа Сахихул Бухари, се расипа акидата, се расипа од која проведија на босански не знам што е. Таа била само за улема да се чита. Види го мискин, само за улема била. Пегамбер само зборил на 10 годишно дете. Во таа Сахихул Бухари пегамбер сам на стотици бедуини му зборил. Знаеш што е бедуин? Живе само во пустиня и не знае ништо освен камиле и песок. И му зборувал ними, што е намак, што е ислам. Внатре е спомнато тоа. А тој има факултет, има средна школа, знае неколку јазици и да не читал Сахихул Бухари. Какво мискин, А пегаме се на 10 годишно дете каков келам му зборувал. Каков збор, какви речити зборови му зборувал. Абдулла ибн Абас, како кажавме, море, мастило на овој умет во знаење. Тој што го преше тефсир на Куран. Во време на Али и Муавија кога се деси теа фитне, отиде ке пред тоа тие со хавариджи. Имаше хавариджи во време на Али. Му рече ја Али да одам да му зборувам на ними. Рече не валлахи се плашам за тебе да не ти направат нешто. Рече пушти ме. И го пушти. Кога отиде кај ним имаше 6000 хавариджи во едно место. Види, каков мудар. Седна и му рече кога појде кај ними. Ви дојдов од кај асхабите на пегамбер алейхиссалам. Дојдов од кај асхабите на Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Дојдов од кај мухаџирите и од кај енсарите. Дојдов од кај тие што му слезе Кур'ан на ними, а кај вас нема ниеден од овие. Ниеден, ни сахаб, ни мухаџир, ни енсар. Ниеден немат кај вас од овие. Нема да навлекнеме во диалогот, после зборувањето Абас со ними, 2000 од ними направија теоба и се вратија. Од грижата, од тоа што го вложи пегамбер алейхиссалам за овој младиш. Мусаб ибн Умейр. Мусаб ибн Умейр, овој младиш беше најбогатиот младиш во Мекка.
Велят сахаби кога поминеше покрај улица, во некоја улица, кој поминуваше после него од мирисот што го користеше Мусаб ибн Умер, мирисот го користеше од Шам, му го носеше специјално од Шам, а негова облека од Јемен. Најбогатиот младиш во Мекка. Чувствувавме дека е помина Мусаб ибн Умер. Од кога прима ислам, негова мајка го затвори во затвор. Сахаби велит, кога се го видевме, плачевме, велит, како му беше негова состојба. Пегамбер сам велит, за него не сум видел по-добар, по-чист, по-интелигентен младич од него. Негова кожа настана со брчки, се испука цела негова кожа од тој затвор, што не беше учен на тоа. Али Пегамбер алейхиселам го поучвеше ново, овој многу учеше Кур'ан. Овој младич направи 2 хиджри за Хабесинја. Прва и втора хиджра за Хабесинја беше со ним. Аллах джеле шану и Пегамбер алейхиселам го спремна за нешто големо. Што беше тоа големо? Амбасадор на ислам. Првиот амбасадор на ислам, Пегамбер алейхиселам, и него на 18, 19, 20 годишна возраст го пушти во Медина да биде амбасадор на овој дин. Да формират, направи за една година во секоја една куќа да имат еден муслиман. Ги удри темелите на таа држава од Пегамбер алейхиселам. Ги удри темелите. Мусаб ибн Умейр. Во битка на Ухуд. Каква младина? Во битка на Ухуд дојде многу млади деца, 15 и под 15 години. Пегамбер алейхиселам ги врати на сите. Рече, не, вие сте млади, немојте да дојдете во оваа битка. Рафија ибн Хадидж. Рафија ибн Хадидж. Дојде овај младиш и рече, ја Расулуллах, ја рече сум многу јак во стрелање. Рече да ме зема со тебе. Пегамбер алейхиселам направи на тежи, бе проба. Од сите копија што ги фарли ги погоди во мета. Рече добро. Ама кога го слушна ова Семура ибн Џундуб, кога рече, ја Расулуллах, рече, него го земвиш, а мене не оставаш, а јас сум појак од него. По 15 години или малку помалку. Пегамбер алейхиселам рече, ајде да се пробате. Го фати Семура ибн Џундуб, на Рафија го пуна. Му рече 20 да излезете во Ухуд. Ваква младина беше ова. Осаме ибн Заид. 15 години кога имаше Осама ибн Заид. Се деси фитнетул Аиша. Таа тухме што ја направи Аиша радијаллаху анха. Пегамбер алейхиселам не отиде ке никој да зема некој рај, некоја шура. Тој иде ке Осама ибн Заид. Му рече, ја Осама. Го знаеше, дека има акал, 15 години. Му рече, што мислиш за Аиша и за ова фитне? Рече, ја Расулуллах. Види, велит мухаддиси велет, Пегамбер алейхиселам не отиде ке некој голем, ке некој возрасен, зошто одма тој ќе почнеше да маскира работата, или да кажи нешто за да се смири работата, или немаше да кажи нешто директно. А знаеше дека овој младиш ќе каже директно што мисли, без двоумење. Хак и само хак. Осама му рече, ја Расулуллах, таа е твоја породица, рече. И ништо не сме слушнале лошо за твоја породица. Никогаш. Осама ибн Заид. После само 3 години од ова, последен поход Пегамбер алейхиселам што го спрема, го постави да биде каид, војџа на таа војска на стари сахаби, Осама ибн Заид само со 18 години. 18 години да биде војсковојџа на Абу Бекр, Омар, Осман, Али, Халид бин Велид и сите сахаби. Сите големи сахаби. Го стави овој младиш. Зошто? Знаеше за него. После смрт на Пегамбер алейхиселам Абу Бекир го прати на овој младиш. И Аллах џеле шану направи хајр од тоа нешто. Иако многу од сахаби му прирекве на Абу Бекир радијаллаху анху за ова. Ама не сакаше да ја скрши наредба на Пегамбер алейхиселам, пошто знаеше дека имат хикмет од тоа нешто. И денеска, валлахи, многу се зборува малку за тие младиши, за нивните права, за нивното давање на време. Денеска ќе слушниш во худба, ќе слушниш од многу очи, ќе гледаш многу книги напишани и дерсови за поштовање на родители. Вред, ова на наши глави, наши родители на наши глави. Никаков коментар. После обожавање на Аллах џеле шану, послушност на родители. Ама никако да не се заборави ова младина. Да не се заборави ова машинерија на овој уммет. Никако да не се заборави да му се даде хак, право на ова младина. Да се цели нивни рај, да се цели нивно мислење. Пегамбер алейхиселам седеше со сахаби, пиеше од негова чаша вода.
Od njegova lijeva strana je postari sahabi Abu Bekir Omer. Od njegova desna strana imaš jedno mlado momče, mnogo malo, 7, 8 do 9 godine. Pejgamber sam go pogleda na njegov i mu reče, da li će mi dozvoliš da mu dam prednost na ove starine da pije tije, zašto? Tvoje pravo desno treba da mu se daje. Reče, vallahi, nikakva Rasulullah, ne sakam moje telo od tebe da mi go zemar nekoj, sakam poslije tebe ja da pijam od ta čaša. I Pejgamber sam mu da ta čaša. Ima pravo, ne? Bo bitka na Uhud, Pejgamber alejhi selam mu kaže na sahabi za son što go vide. Dolga priča, dolga kisa. Deka jedan od njegova familija će se ubije. Ne, dolg son. Posle mešvere da li da se odviva bitkava na Uhud, vo ulici na Medina ili da se odviva navod. Mladite rekli, ne, nema da gi čekame tuga, nije ćemo odime tamo. I posle izleze ovo što izleze, Pejgamber alejhi selam go zede rajno ove mlade. Inša Allah želešanom da ni napreti, da ni daj mladine na nas, kako ove mladi što bilo vremena Pejgambera alejhi selam. Subhanak Allahumma bihamdik, nešhedu an la ilaha illa anta nastagfiruka wa natubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم